Интервју гладен не се прави, затоа КФЦ Ново Лисиче си застанувам, си зимам Family Bucket една и да се направи квалитетен муабет. Здраво. Здраво, здраво, сакам една Family Bucket и сосеви 2 гарлик и 2 кентаки. Добро, друго нешто? Па ништо, доволно. Кој нешто за напада? Фала. Значи, луѓе, Ново Лисиче, КФЦ, мора човек да се најаде, да има енергија и сила за да се направи квалитетно музичко шоу со Калиопи, да го испромовираме незиниот концерт. Значи, мора 2-3 залчиња прво. Супер. Фала. Така, сега заставам негде на секунда. На рад. Чекај да видиме. Опса. Леле, топло. Ништо, јас се најадам, малку се олади, идеме да снимаме добар карпул караоке со Калиопи. Ајмо! Замислете, луѓе мои, колку време помина од како снимав карпул караоке. И многу ми е кејф што денеска ќе снимам со единствената наша дива Калиопи, која што има концерт на 19 октомври, сабота. И апсолутно секој кој што ја сака незината музика треба да биде присутен. Јас се надевам дека нема да касни. Како ќе касни? Како може да касни Калиопи? Кај се пали ова? Како да касни? Да излезам да ја отворам врата? Чекај. Мислам, морам да отворам врата. Како си ми? Секогаш джентлмен. Морам да отворам, чекај. Благодарам. Повели Калиопи. Благодарам. Мислам да молам. Па добар ти ден. Добар ден и на тебе. Како си? ми? Леле, ќе ги извадам наочарите. Немој да мислиш дека Да ти кажам искрено, снимавме со Карлеуш и со Боки, они во студио има научари. Така што... А тоа е за мене, не знам. Јас не ме учеа во школа. Аха. Дека кога имаш соговорник и дека научарите се симнува и јас ќе ги симнам. Тоа се манири. Манири не само и почит. Јас веруваш дека јас немам дадено интервју воопшто никогаш со научари, па макар и да било, не знам, некако ми е важно и тој со кој што разговарам, со говорникот и секако нешто не гледаат, тие ќе... А веруваш во сценски настап и гардероба спаѓа по тоа? Еве и интервју некогаш е сцена. Не знам, не сум чула уште дека за сценски настап, гардероба, научара. Добро, можда стајлинг има денеска. Види, денеска има се и се што можеби е нешто што јас уште го немам допрено научено. Така. 19 октомври, Добро. концерт, Да. Калиопи, Охрид сгази, Битола сгази летово. Беше преубаво. Најавени во концертот, ајде кажуваш што не очекува. Сега ќе кажеме што да очекуваат, само да не очекуваат, туку само да дојдат и да ја поминат ноќта магична која што ќе биде сепак. Ќе биде тоа не само моја ноќ, туку и нивна. Како еден голем празник, Стефан. Значи не треба тоа да го размислуваме како сега кој знае каков спектакл ќе се случи. Најголемиот спектакл на таа вечер ќе биде емоцијата. И тоа што ние ќе загрмиме сите рефрени од минатото и од сега. Многу се радувам. една информација. Ајде. Ромео Грил доаѓа. Така? Доаѓа. Да, Ромео ќе дојде. Доаѓа во понеделник вечер, мислам. И тогаш ги имаме баш токму таа недела последните проби. Се продаваат ли карти? Што се случува? Како е енергијава на народов? Дали ти веруваш дека јас ниту еднаш не прашувам се продаваат ли карти? Не? Па организаторите Прогма продукција се презадоволни и пресрекни Браво, затоа што одзивот е голем, а она што е најважно е јас додека сум фокус на она што го работам. Значи за мене е битен уметничкиот дел и затоа си имам професионалци околу мене кои што се Музичкиот дел. Да. Сега не знам дали знаеш дека оваа емисија, моите гледачи знаат, јас вака почнав во кола карпул караоке. Добро. По принцип поентата е музиката. Знаеш ли кога ми се десило прв пат овакво нешто? Во Москва бевме на презентација 2016 ми се чини.
Дона кога ја представувавме. Дона, гледај ме. И тогаш еден од нивните популарни шоумени. Имавме ваков тип на шоу во кола, ме возеше низ Москва и сега сме Скопје. Добро, дали сакаш прво да испееме нешто твое старо што е хит или сакаш да испееме на пример? Ајде по твој избор да видиме, а шо имаш друго кажеме што не ќе не изненади. Значи, ваките мени е... Чекај, јас додека се опуштам са малце, знаеш, малку сум си издрвенка така, треба да... Види, ова не е телевизија, ова е многу поопуштена варијанта, така да? Морам да ти кажам, најчесто сум јас на возачкото место и поретко на возачкото. А што возиш? Peugeot, Peugeot? 408, Allure, тоа е, не знам, и ти гледам, си возиш Мерцедес, преубав е, да. Ама јас сум некако заљубена во Peugeot-то. Убави се Peugeot. Ма сакам убави коли во секој случај, но Peugeot-то сум некако научена така и ми е прекрасно. И вие со нас. Ова ќе пеете на концертот? Да. Ете ја. Кратки црни фустани и лажни наслевки. Улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена до овој полусвет. Личите цветкиња од тутка цвет. Ела погледни во себе само, за почиње ти треба рамо. Времето ти чука така, немој ела не си прави вака. Ела, душо vrela, мирисаш на радост цела. Храбре си, но знај, дека светот не е рај. Ела, розо vrela, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пет. Кажи ми, која песна највише ти се свиѓа од албумот? Од албумот албум? Тешко прашање. Види, ја многу емотивна сум врзана за Дај ми команд душе. Тоа ми беше песна што ме кутна онака од прв момент. А инаку зашто Ела секако, Казна со Слаткар што ја пееме заедно. Досване ми е многу драга. Слаткар ќе биде на концертот? Да. Ќе дојде и Жејко Самарџич ќе дојде. И Жејко, браво. И Жејко ќе дојде. Браво. И така што комплетна ми е екипата. Ќе имам 15 музичари на сцена. Браво. Ќе биде на вистина онака преубаво и многу интересно. Бидејќи се возиме низ Скопје, концертот е во Скопје. Да. Што те потсеќа на Скопје кога се возиме на... Знаеш како прва асоциација на Скопје ми е улицата. А најмногу улица Илинденска. Ама тамо веќе не е тоа така како што некогаш било. Имаше цел голем дрворед на дрва, значи кои што беа со големи крошни и липи. Липата, леле, кога ќе прецветаше липата, Господе Боже, тој мирис. Тоа те потсеќаш? Да, и тамо, мислам, пази. Втора нешто што сакав да ти кажам, пак пази. И шо да пазиш? Си вози човекот супер, видиш убаво си возиш. Еве, драги гледачи. Неќе мисла дека ти велам пазиш што возиш. Се чукнале. Да се здрави. Ајде, нека се живи здрави, не е страшно. Тоа е битно. А може ли да се договара? Знаеш како кош-шофер да бидеш, да кажуваш? Пази, кочи, немој така. Избегнувам да коментирам, оти ако нешто ме нервира, ако сум на возачко место, да кажам, значи некој да ми каже, тоа ми е ужасно. А од кога имаш возачка, од кога возиш? Стефан, чекај, сега ќе ти излажам. Пошто ја информација дека сакаш да возиш. Сакам да ти кажам дека долго време возев без возачка, од кејф, од мерак. Не те фати полиција? Не, полицијата, мислам, не беше тоа долго време, ама неколку месеци, така научив да возам и многу сакав да возам и криво е тоа што кога снимавме Дали ме сакаш спотот, имав нели едно Peugeot кабриолет во самиот спот, а јас тогаш не бев возач. И сега кога ја видов колата, таков мерак ме фати за возење и
бевме колата е качија нели на онака шлепер кој што Додека може го снимате спотот, го да снимаме, не возите вие. Ама единствена секвенција која што морав да извозам е кога влегуваме со Сашка во кола Така. и одводна нели изгреј сонцето го снимаа долго. И после тоа влегуваме во кола и ја стартувам колата. Тука не може возачка. Немав. Ама наводно бевме, не е страшно, не можеш само мечка можеш да сгазиш или дива свиња. Ама, она што е најфеноменално, таков адреналин почувствував кога тргнавме, а морав брзо и да застанам. Сите беа успаничени. И тоа ми успеа и после тоа реков морам да возам. Јас секогаш сонував дека возам. Значи оригинал, све како убацувам во брзина се. Тоа беше голем хит. Дали ме сакаш? Чекај сега да Сакаш и видиш. неа да... Да видиш нешто, да Ајде не да биде видам. дека Ајде. сега јас. Ајде Што сега. пишува? Дали ме сакаш? Прва. Тоа е мојата Значи, омилена песна, значи, знаеш, тој е слушај, рефрен. ама. Тој е Ете, рефрен. глаша како се налепивме на приказнава. А не е договорено ништо, стварно. Тука научив да возам. Повелете, Така- секогаш застанувате на пешачки премии. Секако. И почитувате ги Секогаш. пешаците. Така е. Иако тие не често многу ги почитуваат возачите. Лазаров, знаеш што? Да ти кажам право, многу хаоти има во саобраќајот и многу не джентлмени. Има. И не само кај мажите, кај жените. Има. Дури можам да ти кажам кај жените повеќе. Значи не ми се случило да ме пропушти некоја жена. И Што мислиш искрено, дали жените се добри шофери? да, мислам дека има многу добри шофери меѓу нив. Исто како и меѓу мажите што има и има лоши шофери. Тоа е значи. популарна тема која што мажи секогаш ја коментираат, кола на жена немој да даваш. А, како да не? Како да не? Морам да се петста. Поминало тоа време. Така. Не, какви, ова е сега. Мислам, знаеш како е? Ја мислам дека жените дури и возат повнимателно. А? Ќе ми биде многу тешко да се согласам, но Не. Мислам повнимателно затоа што се може би поплашливи во возењето во град. Има едни популарни видеа на Инстаграм, Добре. кога жена вози, покрај тоа што вози, завршува и 10 други обврски. И сега замислите, се шминка, договара со Тоа е станок. страшно. Ама не е страшно, е секој втор секој е на телефон. Значи, ама не се криви они. Па треба некој да ги... Не, ме се слагам, жените се супер шофери, мажите се супер готвачи. Па апсолутно, тоа се слагам. И тука дека завршува се убаво. мажите подобри готвачи, па инаку кој ќе беше шефови, има најмногу со мишелинки кои што се маже, а не жени, тоа е апсолутно така. Ќе спееме ли сега Која? мојата омилена? Сум се каде на светот и сум видела баш се, но искрен лажко како тебе нема никаде. Да и само една звезда најдов ти бих свою пе, се што возможно ти правиш правок чудотен. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се Еве, јас сум Калиопи во кажеш него. ти се објаш. Очари ми требаат. Сакате македонска музика, луѓе наши. Веќе кај музика, Добре. одма сакам. Ајде. На подкастот зборевме за Златно Славејче и твоите почетоци. Сакам да ми ја испееш на кратко рефренче или што и да е. Песната со која што прв пат се појавуваш на Златно Славејче, универзална села е праводна, затоа ми текна. Еве тија, до душа партизанска ова. Со мисла и цел да се изгради повторно и да се доврши веќе тотално уништената универзална сала, да ни ја вратат назад, бидејќи тоа наше, на народот. Учителке, најсакана, те сакам како... Да бидеш вечна как... Леле, ова ќе го исечеш, можеш да го Нема исечеш. проблем. Ајде, ќе ти отпрем вака, сега ова го сечеш, го заборев текстот, катастрофа. Катастрофа, Добро, значи од поминале тука. многу години, не е страшно. Леле. Еве, Значи, драги сет, гледачи, значи- нема кратење, тука се извадив ја што не ги знам сите текстови, така да може Срам да секој ти е, секој може Лазарове. да му се случи. Лазарове.
Не си фер. Ајде. Значи, мојата учителка има поглед благ, топло зрачи милува ликот нејзин благ. Толку топли зборови, песни, сказни стих, в срце мојотнел гласот нејзин тих. Па ти да памтиш од 76-та година. Која е чест. Велепше по тоа? Оваа песна ја напиша Чичко Браво. Ацо, Александар Джамбазов, маестро, и Григор Бог да го Поповски текст. Значи имав навистина двајца легенди автори. И имав едно прекрасно чувство во универзална кога пеев на тоа златно славиче и победив. Бев Тоа- прво дете од провинција што победи. Да? Да. Те прифатија нормално? Ме прифатија многу. Тоа беа скандирања, овации во универзална сала. Мислев дека ќе се сруши универзална, колку беа возбудени Знаеш зашто ти сите. начнувам исто темава? Зашто? Тоа беше почеток на секој пејач во Македонија. А сега новиве генерации како да немаат таква можност. Па види, знаеш како, многу работи се изменети. Не само во светот на музиката, во шоу бизнисот, во самото наше друштво. Не гледаш, не е тоа на исто време тогаш и сега. Но секако луѓето сакаат брзо информации да примаат, брзо да искажуваат дел од себе, да не се преоптоваруваат со емоции премногу. Малку и времето е криво за тоа, затоа што видиш и од таа корона не осакат и скоро година и пол дена бевме 2 години заложници на нешто. И сега, ајде после сето тоа, кога ќе видиш живееме во свет на дигитализација, развој на технологија, а при тоа се забораваат суштинските и главни нешта кои што го сочинуваат нашето живење, тоа се емоциите, споделувањето, затоа што луѓето на секој начин се задоволени, но исто се многу сами. И кога тоа ќе го воочат, ама добро, нема да Различни зборуваме сега времиња во за тоа време. различни времиња Да, и да, тоа е да. она што не прави сите нас малку поинакви. Само јас се трудам да не отстапам од себе, да не отстапам од она што е суштинското мое и да си го терам својот филм. Но Македонија е пример за тоа дека луѓето во шоу бизнисот после 10, 5, 7, 8 години почнуваат да се откажуваат заради тоа што се снема креативаца. Ти твојот пат веќе почна на Балканот да го бараш и успеа во тоа, меѓутоа Да. како успеваш еве после толку години повторно еве енергијава што и денес колку ја чувствувам да ја имаш. Пошто стварно еве јас сум 5-6 години и веќе има моменти кога што си викам Стефане, не може више, оставам се. Значи доста ми е. Не, немој. Затоа што види, ти мислам дека толку си ја изгради својата приказна и напредуваш, јас те пратам од почетокот. Прво ми беше кој е ова збунето дете, а денес е ми детето кое што знае и уме и умешно ги раководи со па воспитување на младите во жар на тоа баш токму да чувствуваат, да знаат што и права емоција. Иако си вклучен, имаш интервјуа со различен тип на луѓе, ти некако си го имаш својот печат и задржи го тоа така. Ми се допаѓа. А ти? А јас многу одамна, многу просто едно несварно време за тебе метузалемско, кога започнав и до ден денес еве се трудам да си бидам она што ми било на самиот почеток да си го чувствувам и денес. Затоа сум ваква, затоа не давам на себе. Браво. Не давам на себе. Браво. Охрид, малку сакам да Ајде. сега да спомнам една тема. Добро? Која што не сакам да отиде во лош правец. Добро, Ќе ајде, го ајде. спомнам Зоки. Зошто да отиде во лош правец? Зоки кога го спомнуваме, не може да биде лош правец. што сакам Тоа е да кажам? позитивно. Зоки, може би последен пат кога снеми интервјуот како нели сега веќе болен е, дома е, се Така лечи е. и све тоа. Сакав беше да те токму прашам, во Охрид. ти го гледаш почесто, и сакав да те прашам за него, во Охрид го видов, да, го Направивте интервјуто, точно. Да, дојде и следно што сакав да спомнам на вас да ви кажам, тоест колку е голема Калиопи, седиме ние во болница со Зоки и гледаме десно од нас поминува Калиопи и на Зоки му светнуваат очите, многу те сака. Знам, Многу те и јас сака. го сакам Само вика Зоки. викнете, молам. Калиопи седеше со нас 1 сат и си правеше муабет со Зоки.
И морав да го спомнам овој момент. Ама тоа е ништо од нас. Знаеш, јас сите мои работи, нешта кои што ми се случуваат зад камерата, поврзани се со некакви интимни емоции. Затоа и не сакав да го спомнам, ама веќе кога ти го спомна, знам дека можам да си дозволам. И јас, Зоки е посебен лик. Не секогаш сватен од страна на публиката. И мислам дека, како да речам, мислам дека ова што народот излезе во пресред да помогне за неговата операција и се, тоа ни многу му значеше и затоа што он е едно непораснато дете во душа. И па добро, мислам дека ќе му посакаме само убавини и баш го мислев деновиве да ти кажам и сакав да те прашам дали е во можност да дојде воопшто на концерта. Мислам дека дискутабилна е, треба да мирува, да. Знам. Да, треба да мирува, треба да е дома. Мирува. Затоа кажав сакам му позитивна затоа што знам нему колку ќе му Па слушај вам, ајде да направиме нешто за него. Имам идеја. Имаш? Ајде да чујам. Леле, ако ми се надоврзеш на мислава, ќе пукнам. Да испееме обоиме. Да. Така? Да. Така? Да. Ништо не е договорено, значи стварно ништо не е договорено, поспонтано живот не било ништо тоа. Ама пушти ја. Со нас. Да. И вие со нас. Ајде луѓе да пееме. Зоки само за тебе. Ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме даве на ке волите. Ако можеш да ме видиш кој е црнило на тебе, дај помогни ми, оболи ме. Обои кладом и допреме со снагата на ветровите, обои шото и вечно нека мириса на јасмине на свет, обои ме. Ми бои што се од срце, обои денови, остари спомени, обои се што не живе, обои ме. Какво време беше ова? Може кога дојдев до Може ли сега да испееш погласно? Што се случи? Значи овој јутубов наш само реклами дава, ми ги прекинува песните. Оди па Ја начека. смени песната. До душа, фала му да јутуб за рекламите, тоа живо. Ама не ми се Така свигаш не ова. куди, немој да викаш. Јутуб. Обои љубов и со неја допрегине славите, обои среќа. Во едно темно зелено што најгас, обои ме. Да ти кажам право, уште не сум распеа, да? Добро, снимаме 12,5 ледене. Не, сум станав касно денес. Браво. Уште не распеан гласот, ама ќе Браво. грмиме во Што се Борис случуваше Рекот. со овие песни кога ти ги објавуваш, објасни ми? Каков хајп го викаме ние тоа младиве сега? Каква енергија се створи во твојава кариера? Колку напредна? Ти се променили живот, пошто ти тие години неколку имаше хит по хит по хит по хит. И не само тоа албум по албум, во тоа време со Дарко Димитров ги правевме тие албуми. И тоа се мои авторски албуми. И она што е најважно е дека некако имав чувство кога се вратив, музичката сцена беше навистина во еден подем, да кажам. Многу имаше групи, пејачи во тоа време што беа активни, имаше музика. Но мислам дека со обоиме, и тој албум го работевме со Ромео. Со Ромео го работевме албумот обоиме и со него се вратив јас всушност, после долги години, на музичката сцена соло. Зашто претходно во Југославија бевме како група Калиопи и соло се вратив со обоиме. Па тоа беше навистина фасцинантно, обоиме стана преку ноќ хит. На тој албум се Дај да пијам, потоа има Чија сум јас, Азија, Хит по хит. Хит по хит, Не плачи,
Боже, драги, многу А знаеш што песни. по себе денешно време многу малку инвестираат во албуми, затоа што и многу кошта, многу чини. Па да, пред се Кој тоа е совет би една го голема дала ти? инвестиција, Еве, да. денеска е популарно младите пејачи и пејачки да пеат туги песни за да заработуваат и да не инвестираат во свој. Па во тој случај нема да остават свој личен печат, ќе направат Нема да ги една памтат. поинаков вид на кариера. Ма ќе ги памтат, секако има меѓу нив успешни, но нивниот простор ќе биде мал во смисол на тоа што би можеле евентуално да направат кога би работеле на тоа да бидат они. Она што е всушност и најскап спорт во нашава фела. Да. Имаше ризик. Ризикот тоа да не ти помине албума, си инвестирала доста пари. Па да, ако не веруваш во тоа, има ризик секогаш да има нешто што неочекувано ќе случи, ама јас никогаш така не сум размислувала. Мене не сум размислувала, како што не размислувам за картиве, така не размислувам ни за тоа како ќе ми се продаде албумот или Може само да веруваш во себе. едноставно ја верувам во тоа што го правам и го сакам тоа и на крајва си размислувам на крај ќе го слушам сама по дома, па мене ќе ми се допаѓа. Не, едноставно кога веруваш во нешто и кога знаеш дека е тоа многу вистинско, мислам дека нема шанси тоа публиката да не го препознае. Еве кај мене 40 години трае. концерт, бога ми. Со овој мовет наполни концерт, со ваква психи и самодоверба, мислам дека треба се да Не, функционира. тоа е само доверба, тоа е само, Реално. да речам, не, тоа е само, се држам до себе и тоа е повеќе, како да ти го објаснам, сега да не ме сватиш погрешно, а ќе ме сватиш. Извини. Ајде. Значи, доследност. Аха. Доследна сум до Како она што го поводи сакам, спорт. да. И нема тука менување. И сега имам плюс уште човек до себе, кој што е мој продуцент толку години, Ромео Грил, кој што е, како ти кажам, он е генија во однос на сето она што се вика продукција, музичка продукција и воопшто како автор, како... Постои ли во музиката, ме интересира оној момент кај нас што е, дали постои и треба да се дели по националност или треба да се дели по квалитет? Ова прашање ми е во правец на тоа дека странските пејачи се многу поплатени кај нас од македонските. Како гледаш ти на тоа? Тоа си е право да секој дојде и си каже колку му е цената. Вторе, дали другиот ќе каже дали тоа го плаќа. Немам јас проблем со тоа, одам јас надвор, настапувам и си имам своje некој реноме, си имам некој свој статус кој што... Те прашам, пошто знам дека ти настапаш и како е Да. таму, како на тебе гледаат таму. Исклучително ме почитуваат и секако сум го завреднила тоа со мојот труд, со мојата работа, со мојата доследност, со мојата почит кон се она што се нарекува мојот свет на музика, ама сега ако ме прашуваш во однос на нашата состојба во државата, тука се малку измешани некои тавчиња и тенџериња, затоа што ние некогаш самите забораваме да каде и кога е местото да биде некој присутен и така натаму. Например, јас надвор не сум имала никогаш настап на некоја, да кажам, ретко се случило да бидам повикана на некоја нивна градска смотра која што организира градот или државата. Значи се што е во тие јас одам надвор и правам своји концерти. Или кога ќе бидам поканета на некој голем настан кој што го организираат. А зашто тука те нема видено? Јас барем на општински настапи. Праши ги општините. Ама сега имав, ама не на општински настап, туку бев повикана во Крива Паланка на Joy Fest. Аха. И тоа беше навистина нешто прекрасно. Морам... Што не те викаат, што ја работа? Ме викаат. Не одиш? Ме викаат, одам како не, ако секако и ние имаме услови. Настани? Не, знаеш како веќе ништо не гледам како политички, бидејќи политика не ме интересира и политиката останува на политичарите, ниту тие во собрание не пеат песни, така? Па, пеат пред собрание, се ќе кажа. Нема на тому да збориме. Не, никако. Нека си ја тераат работата, им посакувам среќа, се надевам дека
ќе одиме малку на некое поубаво. Што ти е планот Место. после концертот, ме интересира? После концертот одам за Загреб, од Загреб одам за Вараждин, од Вараждин Концерти за ќе имам настапи на некои концерти кои што се таму организација, а до година во април, на 5 април е закажен мојот концерт солистички во Загреб во Ватрослав Лисински. Браво. Една од најубавите сали и престижни сали во Загреб. И претходно во март мислам дека е концертот веќе договорен во Белград, во МТС дворана и во Ниш пред Белград. Така да веќе сега се собираат сите термини, се закажуваат. Да ми спееш Да, видно. 3 рефрена од македонска музика обавезно, од различни пејачи, Добра. твој омилени. Да видиме Калиопи. Што ќе ти текне сега спонтано? Ова е спонтано, ништо договорено. Дали ќе успееш? Па вака ќе почнам прво од Јонче Христовски, да ти кажам. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет Нема. поубаво девојче од Македонче? Не, ајде. Нема, Не ќе се роди поубаво девојче. Јас кога пеам Калиопи, биде да си супер. отворам вратава да излезам. Значи, молим те, не ме терај да пеам јас. Никако. Лайк и сабскрайб за Никако. пењето на Калиопи за Ама Стефан. што ти е на тебе, знаеш какви пријатели имам, врска немаат со Какви има ти, пење. каков си, И ајде. пеат караоке, па не ти, пеј слободно. Добро, иш. втора песна? Кој пее зло не мисли. Така е. Втора. Еден Пежо има позадина. Каде, да го видиме, да го видам, да го 3, видам. 2, 1 и... Што е? О, што беше ова? 3, 3008-ка? Не гледам, ја оцеп сум се очио. Бакни ме нежно во ова Какво ноќ, ретро е ова? а гушкај ме, милувај ме ти, шепни ми тивко, љубена, ти си ми се. Шепни, шепни, шепни ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој, не сакам ноќва за нас нај, да има крај. Немој да се чудите што правиме, снимаме Си пеем. емисија. Hello! Тоа е тоа. Ти не гледа да страва? Па не гледаше чудно, човекот Срам ти е реков. вака? Малку, јас сум многу срамежлива. Стварно постапура. Јас сум спремен да излезам ако сакаш и она ги знаеш. Да заиграш? Да. Немам никаков проблем јас. Ја во принцип сум познат по тоа дека не се срамам од штета што ништо. немаме од надвор камера да не снимаш, иначе ќе заигравме Имам, заедно. сакаш? Да? Имам. Ама како? Ни се запали, ништо. Светлото на семафорот. Имаш среќа. Јас или ти? Сам мислила Јас или на ти? цвет улица излезали 20 камера. Ајде, трета песна. Трета. Ох, мајко моја мила, се размислам, ама не можам. Сакав на туше песна да запевам. Зашто да нешто? Не можам тука вака, грудка ми уште. Нека- Колку години помина. Може ти медена, Колку години? ти медена. Оф бре, Сребра, Стефан, дали знаеш ли ти дека години поминуваат, а мене не ми поминува тоа и јас уште не можам да слушам песни која А ќе знаеш чујам ли на што да радио. ти кажам нешто Кажи. искрено? Кога више го спомнавме Тоша и го Да. зборевме на подкастот. Сакаш ли некоја анегдота да ни раскажеш? Позитивно. Днеска правиме позитивен карпул караоке. Па не знам дали ова ти го имам кажано кога одевме за Хрватска еднаш и тој го виде мојот пасош. Откако ја поминавме пасошката контрола дека во него пишува Калиопи букле и се воодушеви дека јас си го вратив од буклеска букле, а пошто и двајцата имаме влашко потекло а тој проевски ја вика, лај, јас сакам да си го сменам во проја. Мислам дека во тој момент на менаџерката ми се крена коса на глава. Ама затоа што Го штитеше ли Лилја од тебе? Пошто сите зборат дека била многу, ајде да не кажам безобразна, туку била многу заштитнички настроена. Не била безобразна, него била едноставно. Дрска била. Дури Јелена Карлеуша спомна дека вика бевме во Атина и Да. го бранеш од мене, како демек да не бидеме блиски.
Па не знам, може би од неја го бранела, од мене не го бранела, немам такво чувство. Па види, Обшто ја имам чуено за Лилја дека многу заштитнички била заштитнички, да. Да. Ама тоа заштитнички било повеќе мајчински. Заштитнички како еден строг менаџер, види, во светот на музиката ти не можеш до луѓето да дојдеш туку така. Имаш, еве сега, кога бевме во Милано, на концерт на Стинг и Карамазов, своевремено, и тогаш, нели, бевме на афтер парти, бидејќи јас и Карамазов имаме исто заеднички проект и сме многу блиски. И во таа прилика се запознав со Стинг, со Цукеро. И не можеш, таму има не еден, туку 10 менаџери кои што едноставно се грижат за тоа да не можеш ти кој како сака да дојде до некого. Па добро. Во Македонија ретко кој има таков менаџер. Ти Тоа имаш. најубаво ќе ни го кажеше Тоше. Кој каков бил и што бил, да беше жив, ќе можеше он да ни даде одговори и само тој, и никој друг. Ај, потруди се еден рефрен сега. За него. Види колку сум лош. Лош си, многу си лош. Немам потреба, ајде. Ако е толку страшно, Дојдов пак, тајно моја. Не можам, срцето ми се затвара кога и гласот ми го снимува. доволно е. Знаеш како, никој не може да ги пее неговите песни. Јас би рекла дури, убаво е кога младите ги пеат и да надпревари и сето тоа, ама тој беше еден и единствен. Добро, меѓутоа, така и живее. Така и го чувствуваме се Да. уште. Преку песните е се уште жив. Да, Барем убав наш. Јас така мислам. Кажи ми за крај на овој преубав муавет, опуштен, како би ги поканила гледачиве наши да дојдат на концертот и да уживаат? Јас само ќе им речам, елајте си, драги луѓе, у мојата огромна дневна соба на Арена Борис Трајковски и да си ги наполниме душичките со убавина, со радост и она што ќе не држи уште долго време сите заедно во една убава емоција и сеќавање. Ете толку, немам што друго да кажам. Еден краток рефрен за крај, само пред да го испееме за да ни заврши со музика, видео, Ајде. пошто е музичка емисија, Добро. јас да ти посакам многу среќа, здравје, пред се здравјето е најбитно и да Така е сонце. покрај овој успешен концерт кој што знам дека ќе го имаш, да имаш еден успешен период кој што ти следува и Фала да ти. читаме наслови, Калиопи, згази во Загреб, во Белград, да го завршиме секако лайк, subscribe, share, поддржете Калиопи на незините социјални мрежи и се Добро. тоа, слушате македонска музика и да го завршиме со некој убав рефрен. До небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, Ти бираш тага, не дај Боже. Црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели. Дај сега насмевни се. Денот не води, Денот во ме ноки бели. води во ноки бели. Во очи сега гледај ме, таму ти ќе најдеш. Чао дечки, чао, бидете добри, Калиопи со среќа. Фала ти. Концерт Фала 19 ти. октомври. Фала ви што не поддржувате и слушате македонска музика. Еве ја моја Чао, чао, чао. Чао, чао.